Satnam! Srećna mlada mesečina. Eve sme vo nov ciklus, nov početok na mesečinata. Ja sam Haripalka Kristina. I zajedno pravimo meditaciji na puna mlada mesečina od tradicijata na Kundalini Yoga. Mlada mesečina 13. mart 21. godina. Što je mlada mesečina? Mlada mesečina je koga mesečinata je pomegu zemljata i sonceta. Stranata što je kon zemljata je kompletno zatemljata, stranata što je kon sonceta je osvetljena. Nije ovdje doživljena, odnosno nije gledana mesečinata, zavremena mlada mesečina, videti je kompletno zatemljata od svenkata, koja je pravi koga svrtamo kon zemljata, a sonceta je drugata strana. Ova znači za mesečinata početok na nova faza, na polnjenje. Ova za nas isto znači početok na nova faza. Ova je mlada mesečina i v znakov na ribi. Reke je čustvovna, ta energija. Reke je prepred samo datum, 2 dana predhodno, reke sme v energijata na ribita. Kako je čustvovat v energijata na ribita? Da li se čustvaš poleke umetnata, pri sebe, nekako čustvo za toplina, za pripaganje, za milost, za relaksiranje. Ali imaš ta čustvo, da pripajaš. Ovo je znak vse za to. Ovdje kaj večne lekcije na vodilne telani na ribita. Ne imamo ta energija, va energija je dostupna in je tokmu v ovni period работи на съвършение достъпна. Видите се воден знак. Последен воден знак от трите водени знаци. Първен е ракот, потоа се шкорпията и потоа се рибите. Кај ракот стануваме свесни за нашите емоции. Дагаме во допир со нашите емоции. Кај шкорпията влегуваме длабоко во длабочината на нашите емоции и сакаме да се ослободиме од тоа што не условува да допреме во нашата вистина. Кај водите на рибите, ослободени од тоа што не условува кај шкорпијата, влегуваме во длабокиот, огромен океан на свесноста. На тоа што е лепак на се што постои. Ако ја замислиме свесноста како огромна вода, огромна во недоглед вода, и дека се што постои е сушност во таа вода. Тогаш можеме да разбереме големината на ова поврзување кое ни е возможено додека сме во знакот на рибите. Рибите се за поврзување со нашиот вистински, суштински аспект на нашата душа. Замислете таа вода која е огромна. Представува космичката свесност. И се космичка свесност. Таа вода има и движење. Таа вода има и длабочина. Благодарение на нејзината длабочина, таа може да опфати се. Благодарение на нејзиното движење, таа го движи животот. И сега, движењето на водата може да бидат и
може да бидат и бури. Движењето на водата може да бидат огромни бранови. Движењето на водата може да биде цунами. Движењето на водата може да биде меграна. Движењето на водата може да биде град. Може да биде мраз. Се движење кое е повторно што? Дел од огромноста на океан. Ние сме навикнати, научени, условени да мислиме и да се мислуваме како да не сме дел од огромноста на овој космички океан. За нас најчесто во умот божественоста е нешто што е надвор од нас. Нешто што допрва ќе треба да се достигне, нешто што треба да се најде, нешто за кое треба некаде да се оди, нешто за кое треба да се заработи, нешто што е таму некаде после смртта. Нешто што е надвор од тука. Дека сме разбереме, да доживееме и да се поврзаме со фактот дека космичкиот океан на свесноста е се присутен насекаде и опфаќа сите аспекти на постоењето и на непостоечкиот свет, на физичкиот и на нефизичкиот свет. Нема непостоечки, мислат на нефизички, невиден за нас. Значи, космичкиот океан на свесноста е огромност. Не е нешто што е надвор од нас. Тој вклучува се. Тој космички океан има движење. Тоа што нас не ни се допаѓа и тоа што ние негираме, кога ќе почне да се движи со огромни бранови, кога ќе почне да прави цунами, и ние тогаш викаме: не го сакам вода, не го сакам овој град. Јас сакам водата само да е мирна за мене, да отидам, ја да пливам мирно. Значи, ние сакаме само да е мирно, но не ќеме да има дожд на нашиот ден на веридба, бидејќи целата програма е за напад да ни биде прославата. Што правиме? Ние сакаме еден аспект и имаме мислење како треба да биде, но не го сакаме другиот аспект, кој всушност е дел од истиот аспект, а тоа е космичкиот океан. Ние го сакаме океанот мирен, меѓутоа го негираме, го мразиме, го неќеме, го одбегнуваме, го игнорираме кога е во бура. Ние сакаме да се иплуваме по езерото мирно, но неќеме да ни заврне кога ние не сакаме да врне. Самите одредуваме што е тоа што треба да биде и како треба да биде, а што е тоа што е убаво и е за нас соодветно тоа што го сакаме. Во океанот на космичката свесност учиме дека сето правење е дел од космичката вода. Не е добро или лошо, туку едноставно е дел од целото. Движењето е дел од водата. Бранот кој излегува не вика: јас сум бран, а ова таму е вода. Или дождот која капе вика: јас сум капка за себе,
ова се друго што е водава, тоа не сум јас. Дали е така? Не. Капката вода е дел од целата вода. Бранот е дел од океанот. Не е оделен од океанот. Тоа е само движење на океанот. Рибите се движат во водата. Го символизира протокот на животот. Протокот на животот во сите негови фази. И ни укажуваат на длабочината која секогаш е се присутна под површината на животот. Односно, од тоа што е само видливо на површина, има многу повеќе простор. Има многу повеќе длабочина. Тоа што се случува со нас, ние сакаме да си пливкаме во мирните води и никогаш неќеме да видиме што има под површината на водата. И го оделуваме дека ова е животот за кој јас знам, ова е животот за кој се поврзам, а тоа што не го знам, тоа не е. Тоа не ме интересира. На овој начин стануваме лишани да чувствуваме поголемиот аспект на нашето постоење, а тоа е аспектот на нашата космичка свесност, на нашето космичко единство. И ако сакам да кажем, аспектот на нашата душа. Значи, рибите не запознава и со нашата длабочина, која се присутна, но и за движењето на животот, кој движи и мирно, кој движи и брамовито, кој едноставно, континуирано има потреба да тече, бидејќи тоа е природата на животот, тоа е природата на нештата, континуирано да се движи. Кога сме во овој проток, со космичкиот океан на движење, ние се чувствуваме во единство, поврзани. За нас домот е големиот космички океан. Тоа е наш извор на нашата длабочина. Кога не сме поврзани, се што постои за нас е површината на животот. За да разбереме за животот, убаво да знаеме дека има два начини, односно каде може да гледаме, да се фокусираме кон внатре и кон надвор. Се фокусираме внатре, за да го разбудиме овој наш богат свет внатрешен, кој е извор на нашиот живот, на нашата душа, на нашата длабочина, која е вонвременска. И потоа погледот кон надвор, тоа се нашите активности надвор, тоа се нашите меѓулични односи, тоа се нашите врски, и тоа е како ние да користиме нашата енергија да манифестираме и да допринесеме во светот. Овие се комплементарни. Ние живееме на земјата каде што поларитетите го сочинуваат играта на животот. Гледаме внатре и делуваме кон надвор. Наоѓаме нашата длабочина и манифестираме нашата свесност. Те се комплементарни. Затоа и комплементарен знак на рибите е девица. Девицата не возможува да бидеме приземени на земјата, на нашето физичко тело и да отелотвориме космичката
svesnost, tega smo v našem telu, kosmičkata svesnost, ribi, za da bodo živele единството со сето што е. Бидејќи ова е факт, ние често пати имаме чувство дека ова е еден живот, овој физички што го живеам, а ова со кој се поврзувам со мојата душа нешто друго. Сега, што да одберам поише, да бидам тука или тука? Истината е дека континуирано, ако сме свесни, се работи за обединување, наоѓање единство, дека всушност се е правење на космичкиот океан, дека се припаѓа на космичкиот океан. Нема нешто што е помалку космичко, нема нешто што е помалку универзално, не се физичките работи помалку универзални од овие невидливите нефизички. Прашање на нашата свесност, дали сме синхронизирани со нашата свесност или сме како одделени, како што го гледаме светот на физички и нефизички, на материјален и нематеријален. Проблемот настанува кога ние тоа што е цврсто го држиме како да е нашата единствена реалност. Бидејќи немаме изградено однос со реалноста на космичката свесност. Немаме доживеана девица, нашата вистина риби. Нашата вистина риби ни кажува се е дел од космичката свесност. Нашата девица, която отвориме преку осознавање и преку видување таа свесност. Нема дилема, нема место за дали нешто припаѓа или не припаѓа на космичкиот океан. Секогаш припаѓа на космичкиот океан. Прашање е нашата будност, нашата присутност во сегашниот миг или другата страна на рибите. Секогаш имаме развиен аспект на рибите и потоа имаме заспан аспект, како и со секој знак. Зависно со тоа како работиме со себе, ние можеме да доживееме будната страна на рибите или заспаната страна на рибите. Неинволвирана страна на рибите и кога сме во илузија. Кога животот ни се чини како во магла. Кога нештата не ни се јасни, кога не сме присутни во реалноста, кога сме физички отсутни, и дури не уствари кога сме физички отсутни, чувствуваме одвојување на духот од нештата. Кога сме присутни, кога сме поврзани, ние го чувствуваме единството. Кога не вклучени риби, имаме тенденција да живееме во фантазии, не можеме да одредиме местото помеѓу што е тоа што јас мислам, што е тоа што е вистина, што е тоа што е реалност, никако се е премногу матно и магливо. Живееме во некој балон, каде што ниту сме на небо, ниту сме на земја, туку сме во некој ментален свет создаден во нашата глава. Значи, ова е таа заспана страна на рибите, која сакаме да ја разбудиме, најпрво да станеме свесни, кога ќе станеме свесни дека сме преокупирани со тој наш внатрешен свет, која диктира нашата реалност,
Тогаш можеме да направиме нешто во врска со тоа, односно да се поврземе во водите на космичката свесност, од каде што можеме да бидеме свесни дека сме дел од огромноста, дека сме дел и сме создадени од овој космички океан. Исто како што Брана е создаден од космичкиот океан, така и ние сме како капка во океанот, која никогаш не ќе да заборави дека е дел од океанот. И ова не носи до фактот дека рибите се последен знак од зодијачкиот круг на знаци. И ова не укажува смрт, како може да укаже на смрт, меѓутоа може да укаже и на припаѓање во космичкиот океан, каде што нашата реализација е дека припаѓа во оваа бесконечност. Таа капка да се вклопи во бесконечноста и нашиот завршување на циклусот, што ќе означи, односно продолжување во нов циклус, што означува рибите. И разбираме природата на движењето, дека не е крај да си свесен. Крај е да мислиш дека животот завршува со тебе. Тоа го значуваат рибите. Крај и смрт е да мислиш дека завршува за тебе тука. Сушност е нешто што и секогаш има тука, но може би не сме биле свесни. И ние се поврзуваме во оваа свесност, која продолжува независно од телото. Да се биде дома. Да се биде присутен. Ова не е нешто што може да биде во просторот на рибите. Не е простор каде што ние рационално можеме да разбереме. Не е простор каде што ние логички можеме да извадиме тука факти, да пресметаме и да кажеме вака. Веќе кај рибите ја чувствуваме и ја сознаваме таа внатрешна, елементарна, есенцијална вистина и се поврзуваме со нашата вистина, која не е предмет на верување, не е предмет на мислење, не е предмет на наше правење, туку е на космичкиот океан. Овдека од нашето чувство за себе најнаш е претопено во огромноста и се поврзуваме со нашиот огромен аспект на рибите. Прекрасно. Ја чувствуваме таа енергија. Чувствуваме таа енергија на поврзување. Ако останеш со себе некој миг, ако обрнеш внимание, ако си дадеш време, тоа е важно овој период. Да бидеме достапни, да бидеме присутни, да бидеме свесни, за да можеме да допреме до оваа наша вистина. Зошто не допираме? Најчесто. Веќе сме презафатени. Континуирано сме зафатени со тоа што е опипливо, континуирано сме зафатени со нашите агенти за денот, континуирано сме зафатени со мислење како треба нештата да бидат, континуирано сме зафатени со мислата како дека тука ќе сме вечни и дека нема ништо друго освен ова што е. Така живееме. Може и да не е така, но бидејќи така живееме, тој и аспект го поддржуваме.
i napravim na prikrasna meditacija, što ti mi pomogne da budeme dostatni za našата visoka svijest. U povezovanju sa našata visoka svijest mi imamo pristav do našата kosmička istina. Никога не е тука. А секогаш тука. И треба да се повикаме и да се поврзаме. Тоа да се случи, да се вклучиме најпрво. Стани смесени за позицијата, издржи одбитниот стол. Стани смесен за здивот. Третото око. Диши длабоко и целосно. Издиши. Диши длабоко. Издиши. Сакам уште еднаш, диши длабоко. Издиши. Рути ги дланките, сега ќе се вклучиме, активира со звукот во центарот на главата. Sadguru Namah, Jugadguru Namah, Sadguru Namah, Sri Gurudeva Namah, Adguru Namah, Jugadguru Namah, Sadguru Namah, Sri Gurudeva Namah, Adguru Namah, Jugadguru Namah,
Sadhgurei Namah, Sri Gurudevai Namah. Vamos vir. Barvi dlanke, počnemo naso nekoliko zagrevanja, da budemo prisutni v telota. Rotiraj svojim stomakom. Vse težinjata v osnovi, da se masiraš. Dolnji del osebinita, tako kolita in kadica. Una casa para di crudele, se fermare concentrare. И poi che amico componere disegno, non mi stanno dallo sopra. Чувствую космический океан, какой vortex circula около твоего тела.
Vrati se nazad. Dok nabavimo ramenjeta, tukaj držimo nogu. Diši nagore, izdiši, pusti. Diši ramenja kod uši. Izdiši, dozvoli da padne. Oslobodimo teret od ramenjata, od grba, od pleškita, od vrata, od glavata. Vracate v kipanica pred ramenjata, vdiši levo, izdiši desno. Glavo vzdih. Izdiši. Vidite vladar Sapanikata Nittu. Sapanikata Nittu mentalno znako previdi. On dava pristup našega najglavoga istina. Neptun je planeta našega duša, našega posvetenost, našega istina. Vida ako nismo dotrsovala istina, baš može da bude prostor koji je zatemnen za nas. Prostor koji je tajnstven, odnosno nedostatan. Nešto što čustvo nebeka, kako da zna nebeka pusti, a nije znamo druge strane. Može da bude izvorna naša iluzija, dogma, fantazija, nedorazbiranje, tako naprej. Ovo je odlična možnost da se razbudimo na naša prava istina. Podržani smo u kosmički energiji,
и планетарното движение и позиции на планетите, месечината, Слънцето, Земята. Секој нивно движење, секој нивен аспект формира одредена енергија која е достапна. И кога сме вклучени со таа енергија, ние буквално имаме можност да се апгрейдуваме. А кога не сме вклучени, тогаш имаме другата страна од таа енергија, која не заспа, која е заспана, не разбудена. И тогаш ги играме тие квалитети, односно ги отелотворуваме тие аспекти на енергијата кои не се оптимални. Расширимо затоа. Диши центар, издиши кон страна, дојди колку што може сакаш да почувствуваш истегнување. Од центар издолжи се, диши длабоко, повлечи убаво. Издиши. Диши центар, стигни се со рацете нагоре, дојди кон едната нога, остани таму со бруто пар, и ако си во цикл со долго длабоко дишење. Центар издолжи се, диши, суспендирај здивот, повлечи клуч. Издиши кон другата нога и продолжи со другата. Центар, диши длабоко, убаво. Издиши.
Dobar meditacija. Svi sigurni smo položili. Nasmejan Buda, Kriya. Otvaranje на сърцето за божествена свестност. Това медитация работела, направила и Буда, и Христа, за да може да удържат нивната повързаност с божествената свестност. Преко мислене ние не можем да допреме во овој наш аспект. Во овој наш аспект можем да допреме преко отварање на нашето срце. Во нашето срце е отворено, кога ослободен товарот на нашите слобувања, имаме можност да доживееме нашата поврзаност со космичката свестност, со божествената свестност. Токму тоа прави оваа медитација. Го фокусираме умот, за да биде просторот на светлината, и го отвараме срцето, за да биде просторот од кој се стопуваме и го преживуваме во единство. Медитацијата се прави преку проекција на мантрата Са-та-на-ма, континуирано во континуитет низ челото, низ третото око. Не е дадено дишење, но јас сакам да правам со наддишување, ја проектирам мантрата и на издишување, за да најдам ритам во стилот. Пробај види што функционира, главен фокус е да гледаш мантрата како поминува низ третото око. Положбата е важна, со палецот и држиме малиот и предпоследниот прст за Јупитер, тоа што не проширува, и Сатурн, тоа што ни ја дава всушност енергијата и фактички трпението и истрајноста и посветеноста, да можеме да се отвориме кон нашата светлина. Значи, Јупитер и Сатурн заедно спријателени, да имаме силата што ни е потребна и го отвараме овој простор на срцето. Рацете се кон назад, дури испоени плешките, и ова ќе направи стимулирање на градите и срцето. Во даден миг може да ти стане неудобно, но сосема е во ред, се е дел од процесот. Држи ја позицијата за сето време со свесно стегање назад на рдетниот столб. Очите затворени и фокусот е со мантрата низ третото око. Намести положба, биди исправен за сето време. Многу набрзо ќе почувствуваш како си обземен од мантрата кај третото око. Се што ќе постои е звукот на мантрата, што ќе го слушаш ментално.
Drži pritisov so racete nazad kumpliškite, čustvuje otvaranje na prostor v gradite. Novi prostor na srce.
Diši, izdiši, njezime воздух, отвори ги, затвори ги пръстите няколко пъти. Диши, притисни со плешките назад борбето, издиши, отвори, затвори. Диши, издиши, отвори, затвори. Прекрасно. Обави ги ръцете. Обијано брадушките. Како што одговара за тебе. Што чувствуваш? Обиња со срцето назад. На петниот степ. Не си да минамите обиња со срцето. И таму каде што ги чувствува сензациите на срцето назад. Што е тоа што се случува? Да чувствуваш топлината што се развива во твоето срце. Добави се и чувствува. Моја топлина што се шири. Стани свесен. Господите се рашири низ целото тело. Нагоре кон главата и да го вклучи умот. Со фокусот на очите сите силната курта, силната чакра, горе кон главата, гледаш нагоре. Да шири оваа енергија по целото тело. Усмихни. Чувствува светлината на твоето срце, што го отвара твоето ум. Го отвара внатрешно. И светиш на бъдеще. Со фокусот на силната чакра, чувствува го поврзувањето.
Išpildote vakcinaciju. Vystiži. Zmasíraj. Nova možnost, da se razbudíme na naše telivo. Naše telivo vkládají do tvého srdce. Karibu učíme, da telivo je sustivo, je svistnost. Това любов, за koja ние najčešće znamo. Ki te baknam, ti podarimo cvijeće. Nije ista kakova naredita, koja je sustiva, je svjesnosti i otvoreno srce. Zato vidíme života vysoká frekvencija. Voči prostor sebe se čustvujeme v jedinstvo, vstopeni v okeanu nesvjesnosti. Približujeme na vodata okeana. Mi go čustvujeme kako odvojivanje, tako samo kako igra, koja je возможена поради движението на океана. Прекрасно. Пиши ми в коментари. Наистина дека си тука, дека правиш медитацията. Да кажа здраво и също би сакал да споделиш. May the long-time sunshine upon you, all love surround you, and the pure light within you guide your way on, guide your way on. Любов засита, мир засита, светлина засита. Сатнам. Сатнам има прекрасни љубови на оваа млада месечина. Секако можеш да го споделиш ова видео со некој што би сакал да практикува будење на повисока свесност. Сатнам.